имаме едно делче кој ние го нарековме Боби јасновидец. Треба овде Боби да предвиди некои работи, па да видиме еве што ќе предвидиме режија, да видиме што треба Боби да даде свое предвидување. Опа. Вау. Тука тешко. Значи Боби треба да предвиди кај ќе бидат за 10 години од сега. За 10 години од сега. Кај ќе биде Елма за 10 години од сега? Не мора само да е кај ќе игра или нешто такво. Вака, кај го гледаш за 10 години од сега? Што ти кажува куглата? Познавајќи го Елив, за 10 години, мислам дека у топ 5 клубовите ќе биде член. Добро, то. Сега, нели, нормално за местото на живење мора да живее таму. Така е. Али по завршувањето на кариерата сум сигурен дека ќе биде во Газибал. Да? Да, 100%. На крај. На крај. Ајде видиме, следен. Што ќе кажеш за Чуднинов? Исто за Дарко. Истото ми е мислење затоа што се работи за момци кои се амбициозни, али со подкрепа амбициозни. Така. Има и обратниве. Да. Тие се утописти. Значи така, утопија. Сака? Да, сака, ама не може. Али двајцата имаат потенцијал во себе и карактерен и фудбалски. Да стигнат до тие топ клубови. Сигурно. Одлично. Ајде да видиме следно. Кај го гледаш 10 години од сега, Гоче? За 10 години Горан мислам дека зависи кај ќе одлучи да живее. Најмала рака може да биде градоначелник на Струмица, сака. Ако одлучи да се врати во Македонија, али А може и председател ако сака да го избереме. па сега не знам, стварно не се изјаснил уште што, али Тежок е за предвидување, Гоче. Може председател и на Джанова ќе... Не го познавам лично, али гледајќи кариерата негова, мислам дека цели на највисоко нешто. Ајде, пуштиме следен, да видиме, пуштаме следен. Ердон Даци. Ердон е карактеристична личност, да. Стварно имавме така некои различни погледи на почетокот на нашата сработка во 27. Што си е нормално. Да. Но Ердон е карактерно упорен и тоа го води низ кариерата фудбалска. Приватно не знам. Сврстено и али сето она што го постигнал сега, го постигнал само од тоа. И мислам дека патот по кој се движи е одличен и правилен и само да продолжи по тој пат. Ај уште еден да видиме, режи, уште еден да видиме. Еве, последен. Миле Рестовски карактер, фудбалер, личност, како што би посакале да имате во тимот. Да? Да. Беше еден од капитените во U21. Мислам дека и он заслужува, а и познавајќи го, дека ќе стигне во топ 5. Сега нека не се лутат тие што не ги покажавме и нив светлини не им предвидуваме, не дека не. Сите се што се во моментот со нас што работат, значи плюс минус е тоа мислењето. Иначе не би биле со нас.